она што треба да следува во продолжение е линковско вклучување. Да, еве ги веќе ги гледам во кадар на линк некаде надвор. Од студиото на Алфа телевизија, нашата Ивана Крстевска-Јаневска заедно со Изабела Јакимова, Бека од Театар за тебе. Ке разговараат за детско-драмско студио, најверојатно нешто ќе ни најават, некои уписи, а многу повеќе за тоа Ивана и Бека. Ивана, поздрав до тебе и поздрав до Изабела. Ајде да го слушнеме вашиот разговор. Повелете. Поздрав и до сите наши гледачи. Да, токму така ќе разговараме за детското драмско студио на Театар за тебе, но и за кампањата која што ќе започне токму од месец септември во организација на Театар за тебе, за кој што повеќе ќе да знаеме ова утро, а секако со нас ја имаме и Радмила од Equality, со која што исто така ќе да знаеме како Театар за тебе се вклучува во инклузивноста. Ќе ви посакам добро утро и на двете. Изабела, она што го прави Театар за тебе, секако и минатата година, детското драмско студио, во моментов ги вршите и новите уписи, па кој се еве може да биде дел? Во нашето драмско студио може да бидат учесници дечиња над 6 години, границата е од 6 до 12 години. Во зависност од тоа колку деца ќе се пријават и на која возраст ќе одлучиме дали ќе има една група или можеби повеќе групи во неколку термини. За почеток имаме 3 локации со по еден термин. Локациите се Центар, Аеродром и Гази Баба Ченто. Во Ченто ќе бидат часовите секој вторник, во Аеродром секој понеделник и во Центар секоја среда. Во Центар часовите се во јавна соба, во Аеродром се во нивната организација и во Ченто се наоѓаат во просториите на Театар за тебе. Да, оно што секако го правите покрај инклузивноста, овој пат што се вклучува, но и секако едукативноста. Секогаш што се забележува и во вашите представи кои што ги правите, на што ги учите децата во детското драмско студио? Нашето мото оваа година, новитетот во детското драмско е дека ќе работат повеќе едукатори со нив. Освен јас, ќе работи актерот Гоце Андонов, ќе работи актер и педагог Ангела Левкова и актер и психолог Јана Велева. Планираме да вклучиме на дворешни соработници кои ќе работат на различни теми едукативни со децата. Еднаш месечно планираме да има едукативна работилница која не е поврзана со глумата, туку ќе развива некои други вештини кај децата. Она што е, да речам, можеби поразлично од другите е што немаме кастинзи. Сметам дека секој дете заслужува еднаква шанса да проба и да види дали ќе се пронајде. Почнуваме од половина месец, што значи дека тој половина месец може да се искористи за секој дете да види дали може да се пронајде во глумата и дали сака да продолжи понатака. Оттаму и нашата едукација преку тоа драмско студио, освен што планираме да ги едуцираме децата повеќе за театарот, за глумата, за говорот, за сценско движење, танци, сакаме да ги ослободиме од срам, од трема и да направиме една забава, една дружба за сите да сватиме дека сме тука за да се дружиме и да се забавуваме и да има една позитивна енергија меѓу нас. Да, гледачите можат и да погледнат низ фотографиите што се случуваше ве изминатата година нели во детското драмско студио и секако во Театар за тебе. Радмила, како ќе се придонесе за инклузивноста со програмата и она што сега ќе се случува од овој септември? Пред се добро утро од мене. Ние всушност придонесуваме за самата таа инклузија која што многу често се спомнува во нашето општество. Со Театар за тебе нашата соработка започна од нашиот Infusion фестивал на инклузија кој што се одржа овој јуни. И во рамки на тој фестивал всушност на дело покажавме дека можеме заедно да придонесуваме за инклузијата. Со тоа што во нивна веќе постоечка представа вклучивме и лица со повреченост. Тоа е нашиот драг другар Марио Мицковски, кој што навистина, верувам и Изабела ќе се служи со мене, супер се пронајде во самата представа и сите заедно беа еден супер тим. И всушност покажа дека и лицата со попреченост имаат способности, имаат таленти и дека треба да им се пружи шанса истите да ги унапредат и да ги покажат пред сите. И така настана и идејата за формирање на една инклузивна група, со тоа што секако сите групи се инклузивни,
Меѓутоа во оваа инклузивна група која што часови ќе одржува во рамки на нашето здружение Equality, идејата е да се стави фокус токму на мотивирање на лицата со попреченост да се вклучат во вакви иницијативи, со тоа што просторот е отворен и самата драмска група е отворена за лица со попреченост, со тоа што акцент во првата фаза ставаме на лицата кои што се спремни веднаш да се вклучат и да пристапат кон сцената на некој начин, па и да се вклучат во проекти и иницијативи како што е нашиот фестивал, во проектите веќе постоечки на Театар за тебе, а се надевам понатаму и во некои големи сериозни улоги, а понатаму би се развивале повеќе и би дале шанси на оние со кои имаат потреба од поголем фокус, поголема концентрација и нормално би вклучиле различни видови на попречености. Да, секогаш сите деца се нели добрододени да научат нешто ново или да влезат во тој свет на актерството. Оно што ќе го правите, ве најавив и од скоро, за некои 10 на дена ни доаѓа септември, е секако кампањата за сообраќајна култура, која што ќе ја правите кај децата, па што предвидува и оваа кампања? Кампањата за заштита на деца на улицата е насловена "Чувари на улицата". Се работи за театарска представа со истиот наслов, во која играат Ангела Левкова, јас и Ѓорѓе Нешковиќ, тој е еден нов член во нашата трупа. Пред представата планираме да има анкета на деца кои планираме да ги интервјуираме по случаен избор и да добијат подарок доколку точно одговарат на некои прашања. Планираме да има доста постови на темата и работилници кои ќе претходат на самата представа. Идејата ние да ги едуцираме децата како треба да се однесуваат на улицата. Представата е за деца 3+, што значи дека нема многу да филозофираме на темата, ќе се работат некои основни методи и техники за да знаат како да се однесуваат во сообраќајот, нели да не се поминува на црвено, да се внимава на пешачки премин, да не се претрчува преку улица, да се гледа лево, десно, некои такви основни техники. Мислам сведоци сме сите на изминативе случувања, што да не ги отвараме вака рано наутро убава енергијата. Сакаме преку театарот да придонесеме и за најмладите да се едуцираат на таа тема. Кампањата започнува од 1 септември и отворени сме за соработка со сите градинки, училишта, компании кои се општествено одговорни сакаат да се приклучат во истата. Можат слободно да ни сконтактираат на Инстаграм или Фејсбук, подпишани сме Театар за тебе. Доколку сметаат дека оваа кампања има потенцијал и сакаат да не поддржат на некаков начин, нека ни сконтактираат и ќе се договориме. Да, спомена дека ова е за 3+ години. Да. Дали можеби дефинитивно е потребна кампања и за возрастните? Знам дека работите нели за децата и со децата, потребна е кампања и тоа како е на ваква едукативна за тоа како да се однесуваме во сообраќајот, па можеби дали размислувате ви на тоа поле да направите на работилница, не една, неколку се потребни, но во тој правец за возрастните, еве еден потик, еве и ова утро да се вози одговорно, но и да се биде секако одговорен учесник во сообраќајот на било каков начин кога се приклучуваме во сообраќајот. Знаете како, јас ја таргетирав представата од 3 до 10. Може би требаше да ја таргетирам од 3 до неограничено, затоа што според она што го сведочиме во сообраќајот, мислам дека треба сите да се вратиме на тие некои основи. Не се поминува на црвено, не се вози на црвено, се почитуваат знаци, па сите заедно со децава да изработуваме знаци, да дебатираме кој знак што значи. Дефинитивно потребна едукација и дефинитивно не треба да ги подценуваме детските проекти, затоа што според едно зборуваме и се правиме дека многу се знаеме, ама она што е во пракса е различно. Така да еве, нека биде отворена представата, нека дојдат сите и мислам дека дури преку таа детска представа ќе има ефекти кај возрастните. За жал или за среќа. Да, потребна особено е потребна едукација во сообраќајната култура или некултура која што имаме. Јас ќе ви посакам да си имате една успешна нова сезона, успешна година и се гледаме на некоја од вашите прекрасни представи кои што ги правите пред за едукација на децата, но и многу родители и баби и дедовци можат да научат и да се потсетат на нешто кое што можеби сме го подзаборавили или пак се правиме дека сме го подзаборавиле. Благодарам. Благодарам и на вас. Само уште едно, многу кратко. Она е Ружица, не Радмила, не се беше срам да ти кажа.
Са бајле, разбираме, може некој ќе сака да аде на Инстаграм, па се. Нели? Фала ви многу за поканата. Ви благодарам уште еднаш и во отворена покана за сите кои што сакаат да бидат дел од драмското студио на Театар за тебе. Уписите се веќе во тек, така што следите ги на нивните социјални мрежи и можете да ги сконтактирате и да знаете повеќе детали за тоа што се работи детското драмско студио Театар за тебе. Благодарам, Ивана, за ова твое линковско вклучување. Театар за тебе секогаш со многу се иновативни и секогаш имаат многу работа во текот на целата година. Поздрав до целата екипа, до Сара, до Бека и до сите кои што неуморно работат се за доброто на децата и секако на нас возрастните.